Почитувани присутни, она што се случува на Република Македонија со владата на Зоран Заев е дека Република Македонија буквално исчезнува. Се случува демографска катастрофа, се случува рапиден пад на бројот на родени бебиња, историски најмал во историјата на Македонија, и се случува жесток пад на бројот на ученици во македонските училишта. Ќе одиме со бројки. Вчера Заводот за статистика на Република Македонија излезе со конкретни податоци за бројот на родени бебиња во вториот квартал, односно второто тримесечие за 2018 година. Бројката изнесува 5160 живородени деца и бројот на живородени деца во ова 2018 година во вториот квартал со владата на Зоран Заев изнесува пад, односно демографска рецесија од 6,3%. Значи, внимавајте, ако во економијата се случи пад од 1, 2 или 3%, тоа се прогласува за економска криза. Се воведуваат итни мерки, се прогласува економска катастрофа. На владата на Зоран Заев и се случува најмал број на родени деца во историјата на Македонија 70 години наназад. 70 години наназад од како има статистика во Македонија, и тој пад, таа демографска рецесија изнесува 6,3%. Губиме луѓе, државата ни се празни, земјата ни останува без народ. Тој пад, уште еднаш ќе речам, е фрапантни 6,3%. Во најважниот ресурс на луѓето, тоа се луѓето, тоа се бебињата, тоа е иднината на земјата, иднината на оваа држава. 6,3%. И сето тоа, почитувани присутни, на врв на најлошата демографска година во историјата на Македонија, тоа беше 2017 година. Значи 2017 благодарение на антисемејните, антиекономски политики на владата на Заев, ние имавме историски најмал број на родени деца, 21.700 родени деца. Сега на тие 21.700 историски најмали број на родени деца во 2017 година, дополнителниот пад само во вториот квартал изнесува 6,3%. Фрапантни бројки. Би додал уште нешто. Владата на ВМРО ДПМН, почитувани присутни, беше единствената влада во јужниот дел на Европа, која што го зголеми бројот на родени деца од 2006 до 2016 година. Збројот на родени деца во 2005-2006 година беше 22.482 родени деца, оставивме 23.075 деца. Тоа е зголемување од речиси 3%. Во тек на 10 годишен период, бројот на родени бебиња во Македонија се зголеми за скромни, но сепак големи 3%. За разлика од бројот на родени бебиња кои што падна во Португалија, во Шпанија, во Италија, во земјите од Балканот, односно соседството, Романија, Бугарија и така натаму. Македонија беше единствената земја во која што се зголеми бројот на родени бебиња. А сега имаме најмалку родени деца, имаме слободен пад во делот на родени бебиња, имаме училишта каде што се затвараат, последно во низете училишта во Велес, се затвараат паралелки, се укинуваат подрачни училишта, и на сето тоа имаме дополнителна демографска рецесија во вториот квартал од 2018 година од фрапантни, огромни 6,3%. Заклучокот, ако треба се тоа да го сумирам во неколку реченици, во извадок кој што може да се емитува на вестите, иако ова тема за која што можеме со часови и со денови да дискутираме, би бил следново. А тоа е дека катастрофалните политики на владата на Зоран Заев доведоа до тоа Македонија да има најмалку родени бебиња во историјата на оваа држава. Македонија исчезнува, ни се случува демографска катастрофа, рапидно паѓа бројот на родени деца. Само во вториот квартал од 2018 година демографската рецесија
во бројот на родени бебиња изнесува фрапантни и катастрофални 6,3%. Ова е резултат на антисемејните, на антиекономските политики на владата на Зоран Заев. Ни се случува демографски колапс, ни се случува демографска катастрофа, земјата останува без народ и без луѓе. Тоа не е живот, тоа е катастрофа и небиднина.